Утринава ве поздравувам од Македонската филхармонија, каде сум во друштво на нашата позната виолинистка Пламенка Трајковска, инаку магистар по економски науки и постојан член на Македонската филхармонија од 1994 година. Таа е основач и на музичкото јадро Пламенка Трајковска мали камерни состави, екипа која што активно работи преку целата година, па дури во тек на летниот период. Пламенка, здраво и ти благодарам што одвојуваш време за гледачите на телевизија Алфа. Добар ден, поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Еве, како што споменав, ова долго жешко лето е работно за вас. Зборувам за екипата со која што функционираш заедно, малите камерни состави Пламенка Трајковска, кои што направивте еден исчекор уште пред долги години и успеавте да се наметнете како еден состав кој што е многу омилен и баран на разни настани, на разни свечености, а и ова лето сте, гледам, прилично ангажирани. Неодамна бевте во Битола, настапивте во склоп на програмата на Илинденски денови, па ајде да слушнеме како си поминавте таму и што изведовте пред битолската публика. Благодарам, Ирена, за убавите зборови. Навистина, нашите камерни состави работат под полна парија. Тоа што навистина го одбележа овој последен период е концертот што го направивме во рамките на Илинденските денови 2024 година во Битола. Реализиравме концерт со наслов Балканско патување, на кој што интерпретиравме 15 нови аранжмани за гудечки квартет, инспирирани од балканската фолклорна традиција. Практично, Балканско патување представува еден музички истражувачки проект, каде што изминатите месеци ги работев на музиката, на традицијата од сите овие балкански простори. Инспирација за проектот е филмот "Чија е оваа песна", во која што како документарен филм ја обработува нашата Ој девојче, односно истата мелодиска линија се наоѓа во речиси сите балкански држави како музика врз која што е креиран текст на јазиците од балканските простори, меѓутоа мелодиската линија секогаш е иста. Сега, освен Ој девојче, во балканските простори постојат уште многу други такви композиции кои што имаат слични мелодиски линии или пак исти мелодиски линии, различни текстови или пак имаат иста ритмичка структура, мелодиските линии некогаш се слични, некогаш се различни, меѓутоа станува збор за исти музички елементи кои што едноставно ги наоѓаме секаде во балканскиот простор. Тоа што е интересно е дека во ова мое музичко истражување најдов на голем број на такви слични композиции и практично од сите нив направив 15 нови аранжмани кои што на некој начин имаат само еден признак, а тоа е дека се композиции базирани на балканското музичко фолклорно наследство. Настапот во рамки на Илинденски денови всушност се случи пред познатиот офицерски дом во Битола и самата музика, но и самиот амбиент, верувам, придонесоа многу да се создаде таа посебно убава, неверојатна музичка магија за која битолчани до ден денес зборуваат. Какво беше чувството за вас да настапите таму? Навистина, амбиентот пред офицерскиот дом беше фантастичен. Организаторите се потрудија навистина да ни ги овозможат сите можности за да направиме еден фантастичен концерт. Имаше прекрасна сцена, прекрасно озвучување. Се разбира, најдовме на многу топло добре дојде од битолската
публика. Навистина беше празник за балканската музиката. Инспиративна беше вечерта за нас. Реакциите после концертот навистина ни даваат огромни комплименти за самиот проект, за самата идеја, меѓутоа и за реализацијата од страна на сите членови на Годачкиот квартет. И верувате дека за нас е тоа нова инспирација да проектот Балканско патување го понудиме на сите други сцени во Македонија, меѓутоа и пошироко на балканските и на светските простори. Значи, балкански патување ќе бидат едно балканско музичко патување и доживување во вистинска смисла на зборот, исто како што и самиот наслов на проектот. Навистина, верувате дека уште веќе во 1994 година, кога имав задача да интерпретирам мирска музика, најдов одредени елементи во ирската музика кои што припаѓаат на ориенталниот стил. Нормално си го поставив прашањето од каде сега овие елементи во ирската музика, кога реално немаат никакви допирни точки овие две точки од светот. Меѓутоа излезе дека негде во 600-та година дека турските бродови се истовариле во Ирска и дека тие оставиле некакви траги. И сега можете да замислите дека во балканските простори историски сме биле во допир практично со сите светски тенденции, со сите големи империи, и дека сите тие на некој начин оставиле некаква трага. Така што ако зборуваме за балканската музика, може да ја наречеме една река која што во историјата ги собирала сите тие културолошки музички елементи и дека ние денеска практично сме сведоци на сето тоа големо културно наследство кое што го имаме тука, и кога ќе го допреме, навистина се отвараат нови светови, настануваат нови инспирации, навистина е прекрасно чувството. Да, на вистина го формулираше ова Пламенка многу убаво, а уште поубаво е кога се формулира преку музичкиот израз твој и се разбира на останатите твои соработнички преку квартетите. Кој е вашиот следен настап и каде може публиката во блискиот период да ве очекува, да ве слушне и да ве види? Значи, настапите кои што ги работиме практично за затворен круг на луѓе, како што се настапи за компании, настапи за приватни лица. Тоа е нешто што до негдека до октомври навистина не е интензивно и не можеме да правиме јавни настани. Меѓутоа, она што е интересно, еве за публиката на Алфа телевизија, да го најавиме концертот со составот Агојик, со кој што работиме танго музика. И веќе имаме закажано концерт до Струмица на 5 октомври, така што ете публиката може да информираме за еден таков јавен настан. А она што ќе се случува со балканско патување, во овој момент се работи на комплетното маркетинг обликување на самиот проект, за тој на некој начин да биде оформен како музичка понуда, која што понатаму од октомври натаму ќе ја пласираме на сцените. Јас посакувам успешна реализација на сите овие планирани настапи и ангажмани и со нетрпение го очекувам и следниот јавен настап за да можеме да уживаме во музичкиот израз на Пламенка Трајковска и низиниот состав. Ви благодарам за поканата, ви благодарам за тоа што ја следите нашата работа и навистина сте ни вистинска поддршка за тоа што го правиме. Со големо задоволство, Пламенка.